сега и секогаш и во вечни векови. Почитувани мои, 30 години патувам низ Република Македонија. 30 години патувам низ нашиве убави македонски села. 30 на години сум тука присутен со моите соселани, каде што моите соселани ми ги раскажаа многуте нивни приказни, чии приказни нив ми ги раскажувале нивните дедовци и баби за историското битисување на нивните родни места. А исто така, почитувани мои, за овие 30 години сум бил гостин и на многуте наши православни христијански празници, како што е тоа за заслогот, како што е тоа и за утринската богослужена литургија, како што се празниците Коледе, Бадник, Божик, нашата православна овоќе нова година. И ете, така да речам, поминаа 14 години, кога бев тука во селото Конопиште, каде што мештаните до ова село ми ги раскажаа дел од многуте приказни, што нив исто така им ги раскажувале нивните дедовци и баби за историското битисување на ова село, а исто така во тој временски период наминав тука и во многовековното македонско христијанско православно светилиште, тоа е манастирот Свети Атанасиј, и ете според Господовото провидение, после 14 години, по покана на титорите на овој манастир, а воедно и овогодишните домајчини, овдека кои што се во манастирот Свети Атанасије, да присуствувам тука како на вечерната богослужена литургија, така и на јутринската богослужена литургија, а исто така и на благословениот ручек кој што го подготвија за гостите што ќе бидат тука и во овој манастир, овогодишните домајчини, но почитувани мои, да додадам дека сето ова што ќе биде снимено преку окото на камерата на снимателот на продукцијата Маријова филм Виктор Костевски, но не би била комплетна ова документарна репортажа ако за сценографскиот изглед не се погрижи. Тоа е Димче Ковиловски, роден во селото Вранче, иначе долгогодишен дел од менеджерскиот тим на продукцијата Маријова филм и на еден од денешните современи етнолози, географи, антрополози и историографи, не само во балкански, односно македонски простори, туку ширум балкански и европски простори, тоа е професорот Драгослав Миновски. И да напомнам дека сето ова што ќе биде снимено, ќе биде преточено во овај документарен запис со работен наслов Манастирот Свети Атанасиј во селото Конопиште. Како по стар обичај и овој пат за селото Конопиште тргнав ден пред христијанскиот православен празник Свети Атанасиј Алесандрински, за овој период од годината меѓународот попознат како Атанасовен зимен, на христијанските православни празници посветени на преподобниот Свети Антони Велики и Свети Теодор Велики, рано, мощне рано, поточно речено во раните утрински сати, со мојот олтајмер, со рускиот КамАЗ, кој неколку децении ми е верен сопатник, во раните предпладневни сати пристигнав во селото Конопиште, каде што ме пречека преостанатите 20 населани од ова село, заедно со професорот Драгослав Миновски, еден од непознатите современи етнолози, во денешницава наша насушна, воедно дел од менеджерскиот тим на продукцијата Маријова филм, кој беше дојден по нова историографско-етнолошка истражувачка мисија во Витачевскава околија, Подкужумиево, а посебно во населените места по течението на река Бошава.
Почитувани мои, може би се прашувате зошто во Конопиште пристигнав ден пред православниот христијански празник Свети Атанасиј Александрски, за овој период од годината меѓу народот попознат како Атанасиев зимен, кој секое Господово лето зимото се сопаѓа со христијанскиот православен празник, посветен на Свети Кирил Александрски. Имав две добри причини. Првата, мештаните од селото Конопиште да ми ги дораскажат недораскажаните приказни кои останаа недораскажани кога во 2014 Господово лето престојував во ова село воедно да ја надополнам приказната за соборниот Конопишки храм, чие име го носи на светиот архиџакон и првомаченик Стефан, а втората да бидам гостин на празнувањето посветено на Свети Атанасиј Александрски, да ги надополнам моите досегашни историографски сознанија за овој многувековен манастир, неговото духовно обстојување низ вековите, чие име го носи на Свети Атанасиј Александрски. Почитувани мои, пред да го видите документарниот запис како мештаните, не само целото Конопиште, туку од сета Витачевска околија, под Кожувието, а посебно населените места по течението на река Бошава, го празнуваа празникот посветен на Свети Атанасиј Александрски, поточно речено утринската богослужена литургија, посветена на Свети Атанасиј Александрски, со која чиноначествуваше парохискиот свештеник од Кавадаречкото црковно наместништво, заедно со соборскиот народ, кој се одржа во многувековниот манастир, чие име го носи на Свети Атанасиј Александрски, меѓу народот попознат како Конопишки манастир. Предлагам да ве запознаам со моите досегашни историографски сознанија за многовековното обстојување на Конопишкиот соборен храм, чие име го носи на светиот архиџакон и првомаченик Стефан во продолжение на оваа репортажа. Конопишката соборна црква, чие име го носи на светиот архиџакон и првомаченик Стефан, според архитектонскиот изглед представува трикорабна базилика со полукружна апсида на источната страна, која однадвор е разделена на 7 плитки ниши. Изградена е во втората половина на 19 век. Црквата по својата архитектура представува типичен примерок на византиски стил на градба од типот на базилики, наречени псевдобазилики, карактеристични за преродбенскиот период во Македонија. Црквата е зидана од клесан камен, кровната конструкција изработена на 2 води од брестово дрво, порано покриена со доломитни плочи, а подосна со турски џерамиди. Главниот влез се наоѓа на западната страна, а над него се наоѓа ниша со вклесена фреска со ликот на светиот архиџакон и првомаченик Стефан, од каде што се влегува во нартексот. Црквата е фреско живопишена во 1880 година од зографската тајфа на браќата Вагели, Никола, Атанас и Коста од Крушево, а за тоа сведочи надписот кој се наоѓа над влезната врата на западниот зид, каде што е запишано: из руки браќа Вагели, Никола, Коста, Атанас, иконописател од славно Крушево. В лето 1880 месеца октомврија 15 Фреско живописот во Конопишката соборна црква привлекува особено внимание како со својата содржајност, така и со естетската. Зографската тајфа на браќата Вагели не оставиле ниту еден дел од зидовите без украсување. Употребени се хармонични живи бои со нагласена светла нијанса. Психолошката димензија на ликовите е благо нагласена, а композициите се одликуваат со средна динамика и драматичност,
Посебно 8 столбови рамномерно распоредени по 4 од јужната и северната страна во правец од запад кон исток до иконостасот, кои се издигаат од подот до сводниот дел на нартексот со по 4 арки украсени со украсна орнаментика, а покрај северниот и јужниот зид се наоѓа од брестово дрво изработена колонада за седење и подпирање на верниците со строг редослед, десно од средишниот дел од иконостасот мажите, а лево жените. Натрешноста на црквата е осветлена со по 2 прозорци на јужната и северната страна. Натрешниот простор на Конопишката црква е поделен на травеи со испуштени пиластри. Во првата зона на северниот зид насликана е сцената на Свети Меркурија, Свети Тодор, Свети Пантелеймон, Свети Кузман и Свети Сава. Во втората зона се наоѓа сцената на Свети Илија на коленици, сцената каменувањето на Свети Стефан и жртвата Аврамова. На сводот од главниот кораб на северната страна се насликани следите композиции: Христос пред Пилат, бичувањето Христово, патот на Голгота, носење на крстот, распетие Христово, оплакувањето Христово, слегувањето во пеколот и воскресението Христово. Во втората зона од северниот зид насликани се во целосен раст светителите: Свети Јован Златоуст, Свети Григори, Свети Атанаси Александриски, Свети Василий Велики, Свети Никола и Свети Кирил Александриски. На северниот зид, веднаш до олтарот, во целосен раст се наоѓа сцената на светителите Евтасий, Христофор, Трипун, Анании, Азирий и Мисаил. На северната страна, на северниот зид, насликани во целосен раст се светителите Свети Димитрија и Свети Ѓорѓија. На целата површина на западниот зид се наоѓа композицијата Страшниот суд. Во основата на композицијата од десната страна се појавува големата глава на Тартар со отворена челуст во која најпрво е исправен сатаната, а нагоре по средината на површината на арката се извива змија, чија глава достига до повисокиот дел на арката, каде е представен Адам, што го символизира првиот грев на човештвото, а надолу се распоредени голем број видови гревови, како и казните кои им следуваат на грешниците. При самиот врв се наоѓаат 2 ангели со труби кои го најавуваат големиот настан поврзан со второто Христово доаѓање. Во првата зона на јужниот зид насликани се неколку сцени од животот на Исус Христос, а околу него од двете страни тројца пророци. На јужниот зид се наоѓа сцената на благовештението, сцената на Архангелот Гаврил и Богородица, која сцена е разделена со олтарната апсида од сцената на Пресвета Тројца, раѓањето Христово, сретението, крштевањето и воскресението Лазарево. На јужниот зид во медаљони од исток кон запад се наоѓа сцената на светителите Силвестер, Ласий, Ахилий, Козма, Дамјан, Пантелеймон, Парескева и Марина. На крајниот западен дел од источниот зид насликана е сцената на Свети Игнатий Богоносец со 2 лава, а десно од него Свети Харалампие со чумата врзана од него. Во главната апсида се наоѓа композицијата Христос жртва меѓу 2 ангела и светителот Свети Јован Златоуст. На северната страна на апсидата насликани се композициите Томиното неверство, влегувањето во Ерусалим цветници, тајната вечера, молитвата Христова на Маслиновата гора, предарството јудино, Петровото одрекување и Христос пред судот. Во централниот дел на сводот, веднаш над иконостасот, насликана е сцената
недремливото око, додека пак на јужната страна на апсидата светителите Свети Роман, Глигорий Богослов, Кирил Александрски и сцената на старецот на деновите, обкружен со небесни сили, во средината со светителката Евтимија. Во црквата нартексот од олтарот го одвојува иконостас, украсен со резбани венци. Во средината на јужниот дел од нартексот се наоѓа владичкиот трон. Во сводниот дел на олтарот насликана е сцената на светите Тројца и приготвениот престол, околу кој лебдат серафими трони, сцената старецот на деновите окружен со серафими, ангели и тетрамофори, а над престолот мајката Божија заедно со малиот Христос. Во олтарскиот простор на джаконикот следи сцената со архиереите Свети Петар Александрски и Атанасиј. Во нишата од проскомидијата насликан е архиджаконот Стефан, додека пак во просторот над проскомидијата насликани се светите пророци Ефтелирий, Поликарий и Глигорий. Целата површина на 8 столоби и 8 арки и површините на прозорците се украсени со живи и светли бои, кои им даваат исклучителна свежина и раскош. Со водестата површина на арките е украсена со флорални мотиви и розети со жолти листови на црвена подлога, додека прозорците имаат по 2 големи розети и при основата и при врвот, како и по 4 помали розети, по 2 на секоја страна, сите со силни ливчиња на бела подлога. Всушност, целата внатрешност на црквата е насликана со рајска орнаметика и разновидни христијански представи. Почитувани мои, како составен дел на оваа репортажа, неминовно е да подсетиме на состојбата во која се наоѓа Конопишката соборна црква, чие име го носи на светиот архиджакон и правомаченик Стефан. Незината внатрешна архитектура, поточно речено на фреско живописот, столбовите, арките покажува голем број слабости со помали или поголеми речиси опасни распукувања и тотални оштетувања на истите, настанати од забод на времето со димензии од 10 см, а по вертикала и по неколку метри. Почитувани мои, пред да го видите документарниот запис како мештаните не само селото Конопиште, туку од сета Витачевска околија, Подкужевието, посебно населените места по течението на река Бошава, го празнуваа празникот посветен на Свети Атанасиј Александрски, поточно речено утринската божествена литургија посветена на Свети Атанасиј Александрски, со која чиноначалствуваше парохискиот свештеник од Кавадаречкото црковно наместништво, заедно со соборскиот народ, кој се одржал во многовековниот манастир, чие име го носи на Свети Атанасиј Александрски, чие име го носи на Свети Атанасиј Александрски, меѓу народот попознат како Конопишкиот манастир. Предлагам да ве запознам со моите истражувања за историското опстојување на манастирот Свети Атанасиј, копајчи во архивските записи, во архивите ширум Македонија, во продолжение на оваа репортажа. Почитувани мои,
Иако во поновите историографски записи е забележено дека Конопишкиот манастир постоел се до 1601 година, сепак според моите истражувачки сознанија, кои пред се заснуваат на легендите, устните преданија, неколкуте делумни истражени археолошки локалитети кои се наоѓаат во атарот на селото Конопиште, говорат дека Конопишкиот манастир е старо христијанско светилиште, а воедно и некропола од старо христијанско време, а за тоа говорат како устните преданија, така и историографските записи, каде што во минатото овој денешен храм представувал и гробијанска црква, а за тоа посведечува легендата за мраморниот камен, кој од памтивека па се до ден денешен е место за молитва, мир и спокој на верниците и посетителите. Конопишкиот манастир е старо светилиште уште од неолитскиот период, како дел на животниот простор на бригите, пелагонците, пајонците, линкестидите, енгелеаните, десаретите, орестите, еордаите, елимите, ботајците, пирејците, алпомите, мигдонците, крестонците, бисалтите, едонисите, сите познати во Хомеровата Илијада, сите сродни по јазик македонски и култура македонска, како дел од културниот простор на древна Македонија, како дел од македонската кралска династија на Аргиадите, како дел на Римската империја, како дел на Византија, чиј владетел со Македонија и основач на Јустинијана Прима, чија наследничка е Охридската архиепископија, е императорот Петруш Шаватиев, во историографските записи попознат како царот Јустинијан Прима, како дел од Свети Клементовата книжена школа, како дел од мноштвата црковни повелби и житија, кои датираат од 969 година до 1018 година, за време на владењето на синовите на македонскиот комитопола Никола, македонските комитополи Арон, Давид, Мојсе и Самоил, посебно за време на владењето на македонскиот владетел царов Самоил и на македонските владетели Иван Владислав и Гаврил Радомир од 979 до 1018 година, како дел од владавината на византискиот император Василий II, кој со Македонија владеел од 1018 до 1025 година, за време на протостаторот Алексеј, роднина на византискиот цар Алексеј I Комнен, кој со Македонија владеел од 1081 година до 1118 година, како дел од црковните записи на византиските цареви Михаил IX Палеолог и Андроник II Палеолог од 1299 година, како дел од македонската средновековна држава предводена од македонските властелини, царот Стефан Урош IV Душан Немањич, кој со Македонија владеел од 1346 до 1355 година, кралот Димитрија Волкашин, кој со Македонија владеел од 1365 година, па се до 1371 година, кралот Марко, кој со Македонија владеел од 1371 до 1395 година, како дел од Отоманската империја. Општејувањето на Конопишкиот манастир е забележено во Отоманскиот пописен тапи Дефтер број 8 од 1440 година, за време на владењето на Отоманскиот султан Бајазид II, во пописниот Дефтер број 508 од 1447 година, во пописниот Дефтер од 1550 година, во пописниот Дефтер од 1552 година и во пописниот Дефтер од 1555 година, каде е запишено дека вкупниот данок кој манастирот го плаќал на падишокот изнесувал 1380 акчиња,
А манастирот исто така бил задолжен да плаќа 98 акчиња од уришта, од ушур одолвеше 30 акчиња, додека пак во пописниот дефтер од 1559 година е забележено дека одговорни за општејувањето на конопишкиот вакав биле тимарот Адем Паша, како и чифлик сабиите Дозан ага, Кара Мустафа бек, Абдулага, Сейди бек, Јолдаш бек, Назис Ахмед бек, кои имале своји чифлици во селото Конопиште, каде што во ова време селото броело 74 рисијански домаќинства. Општејувањето на Конопишкиот манастир е тесно поврзано со 17 век, поточно речено според историографските записи со 1601 господово лето, кога покрај селото Конопиште настрадал и манастирот од пустошењето на турскиот башибозук, кој броел околу 200 души, а чие нивно уништување го извршил аскерот под водство на Дозан ага, Кара Мустафа бек, Абдулага, Сейди бек, Јолдаш бек и Назис Ахмед бек, додека пак Хаджи Шукри бек, Адил бек, Исмаил Казас ага, Тевид бек, Аджи Абдула бек и Аджи Рауф бек, кои припаѓале на солунскиот турски род Казаслар, лично го набавиле ферманот и одобрението за напречено извршување на верските обреди на Конопишката раја на вакафот, поточно речено на Светиот камен, чие што светилиште посебно го почитувал падишахот. Реобновата на ова многовековно светилиште започнува во 2004 господово лето од страна на семејството Миразови, кои воедно се и ктитори на манастирскиот комплекс, меѓународно попознат како Конопишкиот манастир. Почитувани мои, предлагам да ве запознаам со вистинската приказна за реобновата на манастирот, чие име го носи на Свети Атанасија Александрински, што мене ми ја раскажа Вангел Миразов во продолжение на оваа репортажа. Откако манастирската црква во 1601 година е до темел разрушена, во период од 100 години Свети Атанасиј замолил тројца луѓе да го обноват манастирот. Но тие го одбиле. Јас сум четвртиот. Јас прифатив и ја реобновив, го направив ова нешто. Алал нека му е на светецот, нека помога на сите, раскажуваше Вангел Миразов. Изградбата ја започнав пред 22 години. Голема поддршка од моето семејство имав, а посебно од мојата сопруга. Сите заедно дојдовме до ова нешто што го гледаме. Патот беше многу тежок, ама успеавме. Кога почнав со изградбата на манастирскава црква, немаше пат. Градежниот материјал го носев на раце. Многу ми помагаа луѓето од селото. Цемент, песок, арматура, блоковите, се носеше на раце. Јас и мојата фамилија бевме упорни и знаевме со помош на светецот Атанасије манастирот дека ќе го направиме и до ден денеска правиме по нешто секоја година, раскажуваше Вангел Миразов. Прво почнав со изградбата околу Светиот камен. Го покрив каменот. Потоа светецот побара црква да направи. Ми ги кажа димензиите и ми го покажа местото каде да ја изградам црквата. Ја направивме црквата. Го изградивме денешниот конак. Подосна целосно го уредивме просторот околу манастирската црква и конакот. Фреско живописот во манастирскава црква е изработен од зоографите Радко Темков и Ефрем Чоплачков од селото Ваташа. На 20 јули 2008 година манастирската црква е осветена од страна на митрополитот Повардарски господин Агатангел во сослужение со митрополитот Европски господин Пимен, бројното свештенство на Повардарската епархија заедно со соборскиот народ.
На 12. јануари 2024 година во близина на манастирот го поставивме, а воедно и го осветивме крстот, висок 6,5, а широк 4,5 метри, како символ на верата, раскажуваше Вангел Миразов. Светецот им помогнал на многу луѓе во овие 22 години. Овде доаѓаат луѓе кои имаат проблеми. Најмногу идат мајки кои сакаат да имаат пород, каде што спонаемо на светецот на многу семејства им даде многу дечења од целиот свет, раскажуваше Вангел Миразов. Почитувани мои, пред да го видите документарниот запис како мештаните, не само целото Конопиште, туку од сета Витачевска околија, под Кожубието, а посебно населените места по течението на река Бошава, го празнува празникот посветен на Свети Атанасија Александрски, поточно речено утринската богослужена литургија, посветена на Свети Атанасија Александрски, со која чиноначествуваше парохискиот свештеник од Кавадаречкото црковно наместништво, заедно со соборскиот народ, кој се одржа во многувековниот манастир, чие име го носи на Свети Атанасија Александрски, меѓународот попознат како Конопишки манастир. Предлагам да го проследите до сегашното истражување за духовно православниот живот на мештаните од Витачевската околија, под Кожубието, а посебно на населените места по течението на река Бошава, на професорот Драгослав Миновски, еден од најпознатите современи етнолози, географи и историографи во денешницава наша насушна, воедно дел од менаџерскиот тим на продукцијата Мариова филм, кој беше дојден по нова историографско-етнолошка истражувачка мисија во Витачевскава околија, под Кожубието, посебно во населените места по течението на река Бошава, во продолжение на оваа репортажа. Според учењето на православната догматика, црквата која се наоѓа на земјата и во која ние сите сме крстени и преку која ги добиваме сите свети тајни за наше обожување по благодат и за стекнување на вечниот живот и спасението, се нарекува воинствена. Овој назив црквата го добила од едноставна причина што таа секогаш се наоѓа во таква ситуација што мора да ги одбива нападите од разните непријатели кои имаат за цел да им наштетат и да го нарушат нејзиното достоинство. Во првите 3 века од своето постоење на земјата, црквата ги претрпувала силните напади од евреите и јазичниците, а потоа речиси цело време за нејзиното постоење, таа ги трпела нападите од разните еретици, кои на било каков начин се труделе да ги искривоколчат нејзините вистини. Таквата борба од непријателите на православната вера продолжува и до ден денешен. И несомнено, таа борба ќе трае до крајот на светот и векот. За време на тие борби имало премногу тешки години за нашата црква, не само кога таа била протерувана од евреите и јазичниците, и не само кога таа била гонета од незнабожните римјани со оган и меч, туку и тогаш кога против неа војувале еретиците, кои за свое оружје го имале лукавството, омразата и џаволската итрост. Такви тешки години за црквата во нејзината борба со еретиците особено биле средните години од 4. век, односно периодот од 325 до 375 година. Тогашни непријатели на православието биле аријанците, кои биле следбеници на Александрискиот свештеник Ари од Египет, кој богохулно го понижувал божественото достоинство на нашиот Спасител Христос. Христос не е Бог, говореле аријанците, туку посебна и повисока од Бога создадена творба. Христос не е едносуштен со Бог Отец и нему не е потребно да му се поклонуваме како на Бог.
Иако оваа Аријева ерес била осудена уште на првиот Вселенски собор во 325 година во градот Никеја од царот Константин и сите православни епископи кои биле собрани таму, а самиот Арий бил осуден на прогонство, сепак голем број од неговите следбеници продолжиле да действуваат. По известен период од осудувањето на оваа ерес, следбениците на Арий со разни троштини успеале да го придобијат на своја страна и самиот император Константин. Па така повторно настанале тешки денови за вистинската црква, зашто таа ја немала на своја страна државата и незината земна заштита. Аријанците ја дигнале главата, свикувале своји собори и силно действувале против православните. Но, милосрдниот Господ, во тоа тешко и претешко време за православните, издигнал тврдина на вистината, богобојажлив маж во лицето на славниот александриски првосветител Атанасий. Иако Атанасий, уште како архиџакон, присуствувал на соборот во Никеја рамноправно со сите тамошни епископи и каде јавно го изобличил аријанството, сепак во текот на својот 46 годишен светителски живот, тој бил началник и прв борец за чистотата на православието, постојана закана за аријанците, без оглед на тоа што на нивна страна биле и господарите, и нивните советници, и сите државни големци, како и мноштво на аријански епископи. Свети Атанасий имал храброст да не го пушти Арий да влезе во црква, дури и тогаш, кога самиот император Константин наредил тој да биде примен во општење со православните. Свети Атанасий директно му се обратил на императорот со зборовите: еретиците кои се вооружуваат против Христа Спасителот немаат ништо заедничко со вистинските чеда на Христовата црква. Благодарение на неговата храброст и упорност, Арий не успел да се соедини со православните, не успел да ја извалка безпрекорната чистота на православието, па умрел во грозни маки, за секогаш отсечен од Христовата црква. Ниту аријанците не биле подобри од својот лажен учител и еретик Арий, па по неговата смрт започнале жестоко да му се однесуваат на свети Атанасий за победата која ја однесол во борбата против Арий. За време на своето 46 годишно светителство во Александрија, околу 20 години тој ги поминал во прогонство. 5 пати по царски наредби и укази тој бил прогонуван од својата епископска катедра од Александрија. Често пати неговиот живот бил изложен на тортури и измачувања, а неколку пати бил во толку големи опасности, така што самомилостивиот Бог го чувал од рацете на непријателите. И покрај сите тие измачувања, кои машки и храбро ги поднесол, свети Атанасий наоѓал бесценета утеха во едно нешто, а тоа е фактот дека тој секогаш се борел за вистината и за чистотата на скапоценото и мило православие. И во сите тие прогонства, мелем на неговата напатена душа била подкрепата која постојано му ја давала неговата од се срце возлюбена египетска паства, која во своите молитви никогаш не го заборавила својот пастир и духовен водач. На таков начин, свети Атанасий целиот свој живот го поминал во една непрекината борба против аријанството, светејќи како светилник на Александрискиот епископски трон и сведочејќи за верата како цврст столб на вистината. Голема и импозантна е бројката која тој ја оставил зад себе, со пишани документи и посланија во кои исто така го изобличувал Арий и аријанството. Свети Атанасий починал на 80 годишна возраст во возлюбениот град Александрија меѓу својата паства, која никогаш не го напуштила во тешките борби и страшните прогонства и измачувања. И денес, ликот на свети Атанасий представува силен и страшен прогонувач на сите ереси и заблуди кои се обидуваат да ја нарушат чистотата на православието. И денес, свети Атанасий, со истата онаа храброст и мажественост која ја поседувал во времето кога живеел на земјата, ни порачува на сите нам. Не мислете високо за себе. Не навлегувајте во оние прашања кои одамна се решени и заклучени. Не нарушувајте го мирот на црквата. Не ожалостувајте го Господа, кој ќе дојде со гнев и осуда врз сите оние
кои и се противат на светата вистина. Амин. Почитувани мои, предлагам поголемиот дел од документарниот аудио-визуелен запис од празнувањето на православниот христијански празник, посветен на Свети Атанасија Александрийски, од утринската божествена литургија, посветена на Свети Атанасија Александрийски, со која чиноначалствуваше парохискиот свештеник од Кавадаречкото црковно наместништво, заедно со соборскиот народ, кој се одржа во многовековниот манастир, чие име го носи на Свети Атанасија Александрийски, меѓу народот попознат како Конопишкиот манастир, да го проследите во продолжение на оваа репортажа. Денот, ти го снимаш Мариотскиот крај. Па бе, дојдов и Конопиште, да сте ми здрави и живи. Те следам на интернет, ќе ги пушташ клиповите. Од каде си родом? Од другиот трит, од Розден. Од Рожден? Од Розден. Од кај... Од рождение. Така. Од татково линија од Розден. Од која фамилија си? Паскови. Како си каже дедо ти по татко ти? Ѓоре Диманин. Баба ти по татко ти? Лила. А дедо ти по мајка ти? Од Неготино е оно Стефан. Така, а баба ти? Баба ми по мајка Марија. Така. Татко ти рече се викаше? Стојан. Така, колку браќа и сестри сте вие? 4, Ори беа. Така? 4 браќа и една сестра, ние сме 20 браќа. Како, твоето име беше? Маријан Пасков. А брат ти? Дејан. Твоето доманчика од каде е? Од Пловдив, Бугарија. Од Бугарија? Да. Колку Господ челал ви даде? 2 машко и женско. Како се викаат? Ѓорги и Стефани. Кој ти е куќна слава тебе? Куќна слава, имен денот на Стефани. Нека се години. Беше зимски. Така, нека ти на години. Благодарам. Да се здрави и живи. Живи и здрави да се гледаме. Чулте Господ. Ти се повеќе емисии да снимаш. Чулте Господ. Ти даде Господ ум и здравје. На сите. И повеќе емисии да снимаш за Македонија. во Македонија што се веќе напуштени. Да сте ме здрави и живи, нека ти на години. Многу години. Вашето име презиме? Снежана Маневска. Ти од каде си? Јас сум од Скопје, потеклото ми е од овде, моите родители потекнуваат од Конопиште. Од која фамилија? Од фамилија Стефанови. Така. Постои ли куќата на твојот татко овдека? Сега не постои. Така, меѓутоа, овој што вика старите, камен да постои, пак ќе си дојдам дома. Така, ти се радови ли душата кој ќе дојш? Така. Еве овдека имаме гости од нашата соседна земја, од Србија. Тоа ти ме презиме? Милена Благојовиќ. Така, од каде си ти? Из Ниша. Ајде малце кратко за твојата семења сторија. Од татко ти како се вика? Милосав. А мајка ти? Мирјана. Та од каде е? Мирјана, моја мајка е из Неготино. Од Неготино? Да. Така, доаѓаш ли често пати во Македонија? Кој ти е куќна слава во Ниш? Свети Јован Крстител. Така. Ете, со тебе ти си виновникот. Јас сум виновникот за страницата на Facebook и администратор. Јас ја основав. Има неколку администратори што се и ја полнеме со информации, известувања за местово и за црквата. Голема благодарност преку страницата кој што вие ја уредувате, така речено, продуцијата Марио Филм, контактиралне. Голема благодарност и телефонот што го доби продукцијата од титорите овдека во манастирот и нека дено за години. Само вашето име презиме? Тони Маневски. Така. Вие Милена Миловановиќ. Така. Из Србија, околина Алексинца. Алексинац. Да. Така. Од родителја Мирослава и Весне Илиć. Они су такоđe из Србije. Dolazim ovde često, planiram da dolazim stalno kada sam u mogućnosti i osjećam se mirno, spokojno, da pomognemo kad možemo i imam želju često da posećujemo ovako lepa mesta. Кога ќе се вратите во Алексинац? Кои импресии ги носите кај вашите врстници? Kada se vratim odavde u Aleksinac, Srbija, nosim lepa iskustva, lepa osjećanja
prenosim svima, preporučujem da svako dođe ovdje ko nije video ovako lepa mesta i jednostavno se svako može osjećati prijatno kao i ja ovog trenutka. Ko vam je krstna slava, ja malo da progovorim srpski, ko vam je krstna slava? Moja krstna slava je Sveti Đorđe. Tako, a vi? Vaše ime prezime? Sunčica Jevremović. Od kada ste? Aleksinac. Aleksinac? Da. Danas ste roda nešto? Jesmo. A, tako. Neka je rozum godini. Tvoje ti ime prezime? Коцо Вучков. Od kada si rodom? Негодно. Od gradot? Градот. Tatko ti kako se vikаше? Лупчо. Тој од кај беше родом? Скоруша. Од Скоруша? Мајка ти? Калањево. А како и беше името? Ленка. Така, колку сте вие браќа и сестри? Браќа, 3 сестри, 3 браќа. Така, домаќиката твоја како се вика? Добринка. Та од кај ти е? Од Дисан. Од Дисан? Горни Дисан. Горни Дисан. Твоје ти име презиме? Никола Темков, Ти од кај си? од Ваташа, Од Ваташа, од познатото село. село Ваташа. Така, од која галабија, од која фамилија? А фамилија Темкови, Твоје ти име презиме? Драги Ристов. Ти од кај си родом? Родом сум од село Пиперово. Пиперово? Штипско. Штипско? Да. А, сум бил тамо. Живеам во Неготино. Во Неготино. Кај, ова, од која фамилија си од Пиперово? Од Пиперово, фамилија Ристови. Ристове, а? Ајде се малце потешко на прашање. Дедо ти по татко ти како се викаше? Павле. А баба ти по татко ти? Баба ми Стефанија. Така. А како се викаше дедо ти по мајка ти? Јован. А баба ти по мајка ти? Илинка. Така, колку сте вие браќа и сестри? Ние сме еден брат и една сестра. Како се вика сестра ти? Нада. Домаќиката твоја како се вика? Зорица една е, господи. Тука е? Тука. Од кај ти е таа? Пепелиште. Пепелиште? Слушај, како не? Подол од Пеперово. Види бакето, ти си релативно млад човек. Како млад бе? 67 години. Машала. Кое време си се зеровте? Летно, зимно, пролетно? Летно, а? жега. Како ти дадо бегалка или шубаво? Море тешка работа. Не е добра. Така. Колку Господ челот ви даде светлата сопруга? Две черки. Како се викаат? Весна и Кристина. Така, од домени? Едната од домена, едната не е. Здрави Господ. Така, колку мучина имаш? Двечки. Како се викаат? Софија Анастасија, овој ми е сват. Свати? Така. И сега поново име. Сега бакено, кој ти е куќна слава тебе дома? Свети Никола. А тебе? Кај нас и Панајџорот го тема Богородица. Така. Рече дека си по потекло од Пиперово. Село Пиперово. Си бил? Како не одам секоја година. Така. Секоја година. Се вака едно, ојчу да те прашам. Кога поќе ти се радува душата кој ќе појш во Пиперово или кој треба да се вратиш? Пиперово ме боле душта. Така Сум е. роден, јас Така. мало сум донесен, али Така. секоја година водам. Така е. Нека не разумем години. Сега и секогаш и во вечни векови. Твоето име и презиме? Моето име е Темкова Славица, тој мој сопруг. А, така. Често пати доаѓаш овде во манастирот? Јас секоја година доваѓам, синот го црташе манастирот. А, Синот ми така. е магистер по ликовна академија, другиот ми е доктор во Германија. Како се викаат? Радко Темков, Така. докторот Темков Станоја. Така. Сега вака едно би рекол, може ли да се присетиш на твојата младост? Можам. Ајде вака, од кај беше родом ти? Јас сум од Корешница. Од Корешница. Мајка ми и татко ми се од Србија доселени у Корешница. Од кој место од Србија? Над Предејане од тие селата горе. Од кое село? Од Гравово. Си била во Гравово? Сум била. Се вака едно, кој ќе појдиш таму. Ти се радува ли душата што твојата мајка од И тада? се радува. Многу сакам да одам и да се радувам. Сите роднини ми се таму. Така. Ти доаѓате овде кај? Доваѓат за свадби, за се доваѓат. Така. Доваѓат. Так. Кој ти е куќна слава тебе со твојата? Слава Свети Никола. Свети Никола, а?
Христос, да се срамува да ви изнесам името Твое меѓу браќата. И пак, јас ке се надевам на него и одново, дете ме мене, децата мои што ми ги даде Бог. А видејќи децата се учесници во плотта и крвта, тоа и он зема еднакво учество во тоа, па преку смртта да го победи оној кој има власта над смртта, односно ѓаволот, и да ги избави оние што од страх, од смртта, преку целиот живот беа подложени на робство. Оти навистина не од ангели прими природа, а од потомството на Авраама прими. Затоа должен беше да се да личи на браќата, а да биде милостив и верен правосвещеник на Бога, за да ги очисти гревовите на народот. Затоа во она што сам претрпе откако беше искушен, во тоа ќе може и на искушуваните да им помогне. Мир на тебе што ни читаше. Алелуја, алелуја. Почитувани мои, не ми се напушташе селото Конопиште, иако се уште во мене гореше желбата и натаму да бидам дел од оваа многовековно православно христијанско празнување. Но мора да се заминам, затоа што ме чекаа и другите населени места во овите ческава околија, Поткожувиево, а посебно селата распослани по течението на река Мошава, да се видам со преостанатите мештани од овие населени места, а сето тоа да биде преточено во нови документарни репортажи, за да не останат тие приказни покриени од правда на заборавот. Браво за мајсторите, браво за